Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска ми е навистина драго заедно со градоначалникот на општина Центар, со дополнителната министерка во Министерството за труд и социјална политика, со представниците на Сдруженијето на пензионери, но и на Сдруженијето Хуманост, разговаравме за тоа што во изминатиот период се направи за пензионерите и за возрастните лица и на кој начин понатаму треба да продолжиме и секако како ковид периодот влијае на највозрастните. Сметам дека како влада покажавме дека успеавме да поместиме три парчиња од мозаикот кои што се однесуваат на подобрување и на животниот стандард на пензионерите, но исто така развој на посебни услуги кои ќе ги поддржуваат пензионерите, но и да го стабилизираме пензискиот систем кој што е значаен и за сегашните пензионери и за идните пензионери. Може да се истакне дека навистина 2 години работевме на тоа да заштедиме 3,7 милиарди денари во пензискиот фонд. Со тоа обезбедивме пензии и за нас младите или за 30 години да може да очекуваме да добиеме пензија, иако денеска вложуваме во истиот тој фонд, но исто така и да сме сигурни дека пензионерите и за 10, и за 15, и за 20 години исто така ќе имаат пензија. Во периодот на стабилизација на пензискиот фонд, ние постојано ги зголемувавме пензиите. И за тие 2,5 години додека работевме на реформата во пензискиот фонд, ние ја зголемивме просечната пензија за некаде 824 денари, додека во 2020 година заради економскиот раст, заради растот на платите и минималната и просечната, добивме дополнителни 722 денари за секој пензионер во нашата држава или за 324.000 пензионери. Дополнително, преку програмите од Министерството за труд и социјална политика и во поддршка од Светска банка, ние обезбедивме и дополнителни финансиски средства да општините заедно со Сдруженијата на граѓани на локално ниво развиваат услуги за поддршка во домот. Она кое што е исто така важно е дека социјалните пензионери, оние кои што денеска се бројка од 6611 пензионери социјални, имаат можност за прв пат да добијат поддршка од страна на државата. Досега тие не добиваа никакви приходи и никаква поддршка од страна на државата. Ние за прв пат обезбедивме државна социјална пензија која што ги помогна најранливите лица над 65 години да не зависат од ниедна поддршка или ниту од семејството, ниту од нивните да речеме деца, туку да државата си земе одговорност да овие добијат минимум или 6000 денари со кои што ќе може во текот на месецот да си набават одредени минимум потребни продукти за да живеат и достоинствено во тој период во кој што ги добиле финансиските средства. Тоа е она кое што денеска го истакнавме, секако дека во наредниот период зборувавме дека навистина минималната пензија треба да биде зголемена и тоа го одлучивме заедно тука, за дека ако најниските пензии се подигнат на одредено ниво или достигнат 10.700, дека ние во иднина како држава или тие како пензионери ќе имаат можност да ги растат и другите пензии и да тие се усогласуваат согласно економскиот раст во нашата држава. Благодарам. Вториот дел од патот на социјалната реформа е развојот на социјалните услуги на локално ниво. И оваа здравствено-економска криза го покажа токму тоа, дека она што е потребно на општинско ниво е развој на услуги и испорака на услуги кон најранливите наши сограѓани, вклучително и возрастните лица. Ние како Министерство за труд и социјална политика во изминатиот период успеавме да се прилагодиме брзо на здравствено-економската криза и во 27 општини во соработка со граѓански здруженија да испорачаме услуги што значат испорака на сервиси, се оно што е потребно за најранливите категории на наши сограѓани, односно над 1500 корисници ги користеа овие услуги. Она што во наредниот период го работи Министерството за труд и социјална политика заедно со своите партнери како што е Светска банка е системско развивање на услугите, вклучително и услугата помош и нега во домот. Обезбедивме над 10 милиони евра и во тек е развојот на проектните апликации заедно со општините, се со цел да обезбедиме квалитетен и достоинствен живот за сите наши сограѓани, особено за највозрастните. Денес имавме чест да имаме посета од вице-премиерката Мила Царовска и водителната министерка Санела, за каде што дискутиравме за одредени прашања поврзани со пензионерите од нашата општина, за некои работи кои што се направени во изминатиот период, но и нормално работи кои што се планираат да ги направиме во период кој што ни предстои. Ние како општина Центар покажавме дека во изминативе 4 до 5 години знаевме да издвоиме наши средства и да помогнеме на граѓаните пред се преку Нега Плюс, односно проектот Нега Плюс кој што го работиме заедно со Сдруженијето Хуманост, за да овозможиме грижа за постарите лица и нормално да бидеме сервис на самите луѓе кои што се во поодминати години, но сепак тоа не може да биде само со таков начин, односно таков придонес и грижа, без да доколку
немаме вистинска поддршка на самите пензионери од централната власт и навистина сум благодарен што Министерството за труд и социјална политика и владата овозможија дополнително зголемување на пензиите на самите пензионери, со што и со одредени други додатоци кои што им беа одвоени им овозможи да оние останати години кои што ги имаат од својот живот повозрастните наши сограѓани да имаат подобра состојба односно финансиска. Јас се надам дека тие реформи, односно тие наши проекти ќе продолжат и во наредниот период заедно во соработка со Министерството за труд и социјална политика и владата на нашата држава, се со цел на луѓето кои што денеска беа присутни и многу други, заедно ние како централна и локална самоуправа им овозможиме, централна власт и локална самоуправа им овозможиме подобар и поквалитетен живот. Би сакал како домаќин да ги најавам и дополнителната министерка и вице-премиерот нормално да дадат се она што се сработило во изминатиот период, но и предлози и работи кои што треба да ги сработиме во период кој што ни предстои. Во однос на она што го нуди новата социјална реформа, едно